Актерот Тони Михайловски за Куманово, претеникот и таеквондо тренерот Дарко Костовски за Скопски Бутал, докторот Александар Стојковски за победа во Ѓорче Петров. Опозицијската ВМРО ДПМН објави нови 19 имиња со кои влегува во трката за освојување на локалната власт. Подпредседателот на партијата Владо Миселовски најавува сигурна победа, оти како што вели, ова се млади и некомпромитирачки кадри кои ќе го креираат развојот на општините. Ова се кандидатите кои ќе сочинуваат новата генерација на луѓе кои ќе настапат на политичката сцена и ќе го креираат развојот на општините во нашата земја. Нашата цел е да одиме на победа, да ги решаваме проблемите и да работиме на развојот на Република Македонија. Изборот е помеѓу стари, компрометирани кадри на власта и нови луѓе, кои носат свежина и компетентност за големи чекори напред за сите луѓе во Македонија. Овие луѓе ќе направат разликата од се до сега што е актуелно присутно од власта. Одговорност наспроти мрзеливост. Честност наспроти корупција. Одиме на победа за нови успеси на општините. Актуелниот пратеник Кирил Пецаков ја доби довербата на партијата и со него ВМРО ДПМН најавува сигурна победа во Охрид. Кандидат за градоначалник на Македонски Брод, партијата го предлага Жарко Ристевски, за Свети Николе Дејан Владев. Наставникот Димчо Атанасовски е изборот за Македонска Каменица. Во Берово партијата на избори излигува со Елеонора Рашковска. За општина Чашка Зоран Здравевски, во градско изборната трка ќе ја трча Киро Нацков. Докторот Маријан Миленковски, кој работи во ковид центарот, е кандидатот за локалната власт во Пробиштип. За Виница изборот е Миле Петков, Бошко Цветковски за Лозово, Виктор Паунов за Карпинци, за Чешиново Облишово Далибор Ангелов, за Скопско Зелениково партијата излегува на избори со Коста Маневски. Докторот Мевмет Џафер, кандидат за Маврово Ростуше. За името на кандидатот со кој ВМРО ДПМН ќе излезе во трка за власта во главниот град, се уште траат консултациите. Мисајловски вели дека во моментов се спроведува дополнителна анкета, па потоа ќе ја објават конечната одлука. Неофицијално се погласни се информациите дека за таа позиција највисоко котира актуелната претседателка на Сојузот на стопански комори на Македонија Данила Арсовска.